Почитувани, криминалите во здравството не би можеле да се случат без Филипче. Во периодот кога на пациентите им биле давани физиолошки раствори наместо онколошки терапии, Филипче беше министер за здравство. Кога изгореа 14 луѓе во модуларната болница, Филипче беше министер за здравство. Кога сакаше да ќари Газдавенко од тендери со блиска негова веледрогерија и да купи вакцини по двојно повисока цена од фантом фирма, Филипче беше министер за здравство. Најголемите скандали, корупции и криминали во историјата на здравството се случија во мандатот на Филипче. Затоа Филипче треба да одговори. Дали тој стои позади овој случај во онкологија, каде што од буџетот на државата биле исцедени 2,2 милиарди денари или 35 милиони евра? Дали можеби од овие украдени пари од буџетот, директно на грбот на граѓаните и маката на пациентите на онкологија, Филипче си купил акции во индиска авиокомпанија и вложил во бизнис за градежништво, каде што во Дубај заедно со Заев градат 50 катница. Дали со овие пари Филипче ја добил златната виза? Филипче продолжува да молчи, а тоа делува како да нема став за овие прашања. Филипче треба да се соочи со вистината и доколку ова што го прашуваме не е вистина, може слободно да не демантира, меѓутоа тој тоа не го прави. Дали се крие нешто позади сиве овие случаи, само Филипче и судството знаат. Меѓу другото, повторно апелираме до основното јавно обвинителство да не го затвора овој случај, туку да ја истражи улогата на Филипче во истиот. Ви благодарам. Доколку имаме прашања, повелете. Филипче најави дека ќе предложи конкретни точки за лидерска средства и порача дека е потребен национален консензус околу евроинтеграциите. Дали тоа е прифатливо за вас? Благодарам на прашањето. Првенствено би сакале Венко Филипче да не ги користи приликите за лидерска средба за да си го крева рейтингот. Лидерска средба имаше само пред 1 месец и сметаме дека нема потреба за истото. Доколку Филипче сака да си прави средби со своите коалициони партнери, може да го направи тоа со Али Ахмети, со Таравари или со Димча Пасиев, бидејќи тие се исти луѓе со исти вредности. Благодарам.